Здравствените работници и понатаму мета на напади. Иако минатата година беше донесен закон со кој кривично ќе се гонат сите кои ќе нападнат лекар или друго медицинско лице, полициската статистика укажува дека тие не стивнуваат. Пред неколку дена лекар од неврологија бил вербално нападнат, а настрадала влезната врата на оделението. Од секторот за внатрешни работи велат дека минатата година се регистрирани само 2 напади. Вербални закани добил лекар од Штипската болница, а медицинска сестра од Кочани физички била нападната. Од истражувачкиот центар Health Grouper, кој со години ја истражува безбедноста на медицинскиот кадар на своите работни места, тврдат дека најголем дел од нападнатите, односно дури 75% од анкетираните, вербалните напади не ги пријавиле на надлежните. Истражувањата покажуваат дека најголем број на напади се регистрирани во државните здравствени институции. Во државниве институции се осеќаат понебезбедно за разлика во приватниве. Значи, така е оценкаван или од истражувањево. Процентот е многу помал кај лекариве кои што се вработени во приватни установи, за разлика од лекарите кои што се вработени во државни установи. Дека лекарите не се чувствуваат безбедно на своите работни места покажуваат истражувањата на Health Grouper. Според анализите, 3 од 4 лекари се напаѓаат од страна на пациентите. Најголем процент од лекариве, 60%, се нападнати како резултат на тоа што пациентите се незадоволни од функционирањето на здравствениот систем во Македонија. И фрустрацијата и бесот ја вадат на докториве. 90% се вербални напади, кои што претежно се фокусирани на закани, напади со збор, но постои од 10% според податоциве од истражувањево, лекариве се изложени на физички напади. За разлика од 2016-та, кога биле регистрирани само 2 напади, во 2015-та година на мета на гневни пациенти биле 7 здравствени работници од источниот дел на државата, односно 1 медицинска сестра и 6 лекари.